Добар ден на сите присутни. Дозволете ми првен од моје име лично да ви честитам на храброста, бидејќи ве рачунам за борци за слобода и демократија. Да се представам. Јас сум доктор Гоце Чакаровски, специјалист гинеколог акушер од Битола и председник на Комисијата на здравство во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Чест ми е да ги представам и моите гости. Ќе почнам со дамата. Тоа е доајенот на истражувачкото новинарство во рамките на здравството, господјата Менче Точи. Од нејзината лева страна, сигурно сите го познавате, мислам дека моментално во Република Македонија немаме човек што повеќе ги познава состојбите во здравството и кој има визија, тој е доктор Владимир Лазарович. Од мојата десна страна е мојот почитуван колега доктор Дејан Ставрич. Мој другар, синдикалец, лидер на големиот штрајк кој го организиравме во здравството. И од десна негова страна, мојот почитуван колега, доктор Менде Диневски, екс-пратеник во парламентот на Република Македонија и председник на Комисијата за здравство. Мислам дека овие луѓе денес присутни тука меѓу вас се доволно стручни, доволно квалитетни, во изминатиот период доволно ги имаат согледано проблемите во здравството и доволно се компетентни да ги детектираат и да понудат некои решенија. Ние не сме дојдени овде да промовираме програма, и тоа дојдени сме да укажеме на проблемите. Јас ќе почнам со еден мал увод. Едно здраво општество, една држава која држи до својот имидж, значи треба да обрне внимание на два столба. Тоа е образованието и здравството. Ако немате образована млада популација, значи вие не можете да претендирате да ги дофатите европските патишта. Меѓутоа, ако немате пак здрава популација, тогаш тешко дека ќе претендирате да стигнете во Европа. А во малиот увод ќе ви кажам нешто изненадувачко што последниве неколку дена го слушнав и тоа многу ме тревожи. Мислам дека ние полека стануваме болна нација. Само во јануари месец имало 1 000 000 прегледи во Република Македонија. Замислите, 1 000 000 прегледи само во јануари месец. А во 2014 година 269.000 граѓани на Република Македонија лежеле во болница минимум 5 дена. Замислите колкав е тој процент. И ако на то додадеме дека скоро секој граѓанин во Република Македонија потрошил по 9 опаковки лекови, се поставува прашање зошто е таква состојбата, дали навистина ние сме болна нација. Во изминативе 25 години, можда ќе сгрешам за еден двајца, не ме држите за збор, меѓутоа се сменаа 16-17 министри, мислам. Проблемот е детектиран во тоа што во овие изминати 25 години ние немаме реформски курс во здравството. Значи, како идел секој министер, секој почнувал од себе. Нема континуитет, нема анализа на она што претходниот направил и тоа да продолжи, да се движи, да биде напредно, да биде корисно за граѓаните. Моменталната состојба во здравството во Република Македонија која е? Значи, болниците во Република Македонија должат преку 60 милиони евра. 40%
од вкупните трошоци во здравствениот систем во Република Македонија одат на терет на граѓаните. Споредбено со изминатите години, во изминатите 2-3 години, значи секое семејство за здравствени услуги плаќа повеќе за 21%. Влезот во примарниот здравствен систем, во примарната здравствена заштита е намалена на 84,6%. Значи дека 15% од популацијата наша нема влез во примарната здравствена заштита. То се преку 200 и кусур илјади луѓе. Ако на то ставиме дека пред години се промовираше еден проект електронска здравствена картичка, кој проект чинеше околу 7,5 милиони евра, а сите вие присутни знаете дека по 250 денари си плативте за да добијате таа здравствена картичка, а илјадници луѓе се уште ја немаат таа здравствена картичка. Значи јас немам многу да должам, ќе кажам зошто нема реформски курс, особено во последниве години. Значи, со доаѓање нова влада тие една популистичка мерка, придонесот за здравствено осигурување го намалија од 9,6 на 7,2 месечни. Оние што се поучени, попаметни од нас, велат за држава како Македонија, за да има таков придонес, треба да има, значи 5 до 10% невработеност, а не 30%. На годишно ниво, значи бруто националниот доход треба да расти 5%, а не 2 до 3 како што го имаме ние. И секоја година платите и пензиите треба да растат од 10 до 12%. Сведоци сме дека тоа го нема. Со сите тие работи што ги направија, плюс ни наметна и милион други работи. За информација, значи мислам дека во овој период Законот за здравствена заштита е толку пати менван, колегата Димевски повеќе ќе каже за тоа, толку е гломазен, толку е неразбирлив, толку е со казнени одредби, што мислам дека и овие правници што се не можат да го протумачат. Покрај сите тие работи, овај министер наш, сегашен на Република Македонија, се зафати со многу реформи, па почна плаќање по учинок, мој термин, камери, водичи во болници, трошење на пари без некој видлив ефект. Потоа почна со едукација во странство, јас го викам тоа чист туризам, ги оврзуваат луѓето да одат колегите и медицинскиот персонал на едукација без да можат да применат тука нешто од тоа што ќе го видат таму, и таму нема шанса да работат. И редица други работи, јас немам многу да должам, бидејќи сакам да им дам збор и на моите гости. Меѓутоа, ќе кажам дека мораме да размислуваме. Ние сите тука се рачунаме за здрави луѓе. И јас секогаш велам, за здравството треба да размислуваат здравите луѓе. Значи, секогаш здравите луѓе треба да размислуваат за оние на кои им е потребна здравствена помош. Оти сите ние сме потенцијални пациенти. Во ваков здравствен систем, само едно ќе речем, не дај Боже да се разболиме. Јас ви благодарам. Сега би му дал збор, пошто ни е единствена дама тука, а долго време се соочува со проблемите во здравството, па би сакал да ја поканам да каже нешто менше. Благодарам. Сакам да се заблагодарам на поканата на оваа граѓанска дебата, што ете како критички настроен новинар ме викна да кажам нешто од моето лично искуство, иако знам дека можеби ова ќе биде искористено од другата страна, па затоа еве прилика да ги поканам и контра камперите, да им упатам поканат, да ме поканат, затоа што и тие нема да можат долго да ги затвараат очите, бидејќи здравието и за нив нема цена, бидејќи и тие се лекуваат во македонските болници и за нив важат истите правила и закони.
Јас напишав така неколку сегменти, колку да не испуштам нешто. Тоа дека здравството е многу важен сегмент од животот е несомнено, бидејќи ако немате развиен добар здравствен систем, нема задоволни, среќни и здрави луѓе. А има ли нешто поважно од здравието на човекот? Многу турбуленции и реформи поминаа во овие 9 години, поминаа и претходно, меѓутоа грешките секој си ги плати. Но најголема катаклизма се случува токму во времето на сегашниот министер Никола Тодоров. Она што се случува во последните години е се само не реформи. За реновирање на некој оделение или болница може да се нарече реформа. Тимот во Министерството за здравство целата енергија ја троши секој ден смислувајќи нови теми на пресконференции, на кои Тодоров се служи со популистички методи, а всушност секој познавач на работите знае и ќе свати дека нема ништо од тоа или многу малку се прави. Прво морам да ви кажам што се случува во Министерството за здравство кон нас критички настроените новинари, бидејќи тоа навистина ми лежи на душа. Од доаѓањето на Тодоров во оваа институцијата комплетно ги затвори вратите за критички настроените новинари. Јас лично никогаш не сум добила изјава, не сум добила интервју од министерот Тодоров, не сум влегла во неговиот кабинет или во кабинетот на заменикот министер за здравство. За разлика од него, претходно, сите министри или заменици министри, нормално со закажување, ги примаа сите новинари без разлика за колкуите се работи. Движењето на зградата ми е ограничено до приземјето, тоалетот и спроти нив канцеларијата на портпаролките. Доколку се одбивам да влезам во некој од канцелариите и да побарам стручно мислење од некого, веднаш се праќа некој по мене и се крева паника и тој некој седнува и слуша и запишува што тоа јас прашувам и што ми се одговара. Во тоа министерство за се одлучува тимот на Тодоров, кој никој не го знае, не сме го виделе, составен од луѓе што немаат никаква врска со здравството, дипломирани географичари, историчари, млади луѓе кои Тодоров ги донесе од Министерството за образование. Се разбира, секое прашање мора да помине низ рацете на неговиот кум и шеф на кабинет Ангел Митревски со завршен факултет по историја со архивистика. Во неговото работење има конфликт на интереси, бидејќи не знам во моментот, меѓутоа доскоро беше член на управниот одбор на фондот и член на управниот одбор на универзитетските стоматолошки клиники. Тој може да влијае на донесувањето на одлуките. Од реформските чекори ќе го спомнам плаќањето по учинок, реформа поради која пациентите станаа само бројки, лекарите незаинтересирани, оптоварени со собирање на поени, континуирано паѓа квалитетот на здравствената заштита. Впрочем, заради тоа беше и штрајкот на лекарите. Лекарите предупредуваат дека за 5 години Македонија ќе остане без специјалисти. Државни специјализации не се даваат или пак тоа се прави неплански, но Тодоров одлучи да увезува специјалисти и за таа цел распиша оглас за специјалисти од Србија. Колку тие специјалисти ќе ја чина државата? Погрешна е политиката лекари да одат на месец-два или на неколку недели во странство на обука. Што можат да научат за толку кратко време, кога таму најчесто не им даваат да имаат контакт со пациентите, а не пак да оперираат? Еве, јавно го прашувам министерот колку чини и овој проект. Во 21. век Македонија е рекордер по смртност на новороденчиња во Европа. Според Евростат, од 2012 година па натаму ситуацијата е се полоша и полоша. Минатата година стапката се зголеми на 9,9 починати новороденчиња на 1000 жители, а просекот во Европа изнесува 6 починати на 1000 жители. И бебиња и родилки умираат од сепса, нема услови во болниците во внатрешноста. Како најголема причина за смртност минатата година беа наведени инфекциите и сепсата.
Гинеколозите причината за ваквата состојба ја гледаат во лошата здравствена политика и недостигот на матични гинеколози, како и немањето на финансиски средства за да се реализираат програмите наменети за жените во текот на бременоста. За снимање и прегледи се чека и по 2-3 месеци, за операција и по 1 до 2 години. За тоа најдобро може да потврди и доктор Ставрич. Апаратите често се расипуваат. Можам да потврдам дека апаратите за компјутеризирана томографија на клиниките, особено тој на хирургија, многу често се расипува. На клиниката за неврологија, каде што се хоспитализираат болни со мозочни удари, болни со мозочни крварења, таму воопшто нема апарат. Расипан е веќе неколку години, а болните во таква состојба се малтретираат, се носат на снимање по коцката, по калдрмата, на снег, дожд и сонце. Никој не се сети на овие болни, а 100 милиони евра отидоа за набавка на опрема во здравството. Дел од таа опрема стои неупотребена во подрумите на болниците, скапува и раѓосува, а дел се употреби. Проектот Мој термин, може би некаде во светот функционира, но таму сигурно не снемува интернет, речи си секој ден. Софтверскиот систем постојано паѓа, а пред шалтерите има редици револтирани пациенти, додека лекарите чекаат да проработи системот. Вкупно 7,5 милиони евра беа предвидени за проектот електронска здравствена картичка. Тука требаше да бидат набавени и електронските здравствени картички по цена од 250 денари од пациент, но Тодоров одлучи граѓаните сами да ги купуваат картичките. Од парите на граѓаните се собраа, според моја проценка, околу 7 до 8 милиони евра. Што се случи со тие пари? Кога беше притиснат, министерот Тодоров рече дека ќе се употребат за акцелератор за болните од рак. Но зарем граѓаните од свој джеб треба да купуваат апарати кои им се неопходни? Проектот е во колапс, соработката со хрватската фирма е прекината, картички повеќе не се печатат, илјадници граѓани останаа без електронски здравствени картички. Лекувањето стана невозможна мисија. Случајот со малата Тамара го покажа тоа. Тамара почина чекајќи на надлежните од Министерството и фондот да се договорат каде треба да се оперира. Кога пред Нова година го прашавме Тодоров до каде е случајот, тој рече дека мислел дека е завршена работа. Зарем неговиот шеф на кабинет Митрески, кој е член на управниот одбор на фондот, не го информирал ништо. Тамара почина излажана, а силно веруваше дека ќе се овозможи лекување. И замислете, никој не одговараше за тоа. Уште една популистичка метода на владата беше најавата дека за лекување во странство болните ќе плаќаат само 200 евра наместо тие 20% од сумата. Секој ден гледаме деца, млади луѓе, мајки, како преку донации бараат пари за спас за нивниот живот. Тешко болни наоѓаат сила да молат за донации за лекување кој им следува од државата. Се разбира, тука има и некои нереални барања, има барања кои што, некои лекувања се случуваат тука во државата, меѓутоа за тешко болни од леукемија и слични заболувања, не знам што да кажам. Дали вие знаете какви очајни луѓе ми се обраќаат мене, луѓе кои што бараат помош од медиумите? Ги праќаат од комисија на комисија, па ги враќаат од една клиника на друга. Им бараат невозможни работи, иако во рок од 8 дена не ги соберат документите, што е невозможно бидејќи се закажуваат прегледите, тогаш се им пропаѓа. Тоа е живување врз болните и немоćните, врз овој напатен народ. Шуто Оризари нема гинеколог, превентивните програми не се користат во целост, а законот за абортус кој беше донесен по брза постапка не е во согласност со ниту еден од меѓународните или европските стандарди и веќе ги покажа негативните ефекти. Јавна тајна е дека жени одат да извршат прекин на бременоста во Косово и во Србија. Се носат законски решенија кои одат на штета на студентите на медицина, на лекарите, на специјализантите. Млади лекари заминуваат во странство. Само во последните неколку години над 500 лекари заминаа од државата, а се претпоставува дека тој број е многу поголем. Македонија има дефицит од млади лекари. Нема ниту трак од спектакуларно најавениот проект од новиот клинички центар.
Таму се уште стои само огромна дупка, откако пред година и половина беше урната старата зграда на гинекологија. Според она што го најави Тодоров, изградбата на клиничкиот комплекс треба да биде завршена во 2017 година, изминува веќе првата половина на 2015 од грандиозниот објект кој треба да се протега на површина од 61.500 метри квадратни и тежи цели 70 милиони евра. Нема ниту трак. Само идејниот проект кој е доварен на италијанската фирма АРНСРЛ, државата ја чини 1,3 милиони евра. Но она што е уште пошокантно е што архитектот од италијанската фирма која го доби тендерот за изработка на главниот проект на новиот клинички бил вмешан во серија корупцијски скандали во Италија пред една деценија и бил два пати абсен за работи поврзани со проектирање на болниците во Асти и Савона во Италија. Тоа го знае целата италијанска јавност, беше предмет на расправа и во парламентот на Италија. Само македонската влада не чувства за потребно да каже зошто доцни проектот на клиничкиот комплекс, кој граѓаните на оваа држава ќе го исплаќаат во наредните 20 години. Впрочем, за тоа беше земен и кредитот од Банката на Советот за Европа. Значи, ова е само дел од проблемите со кои се соочува здравството, кои јас како новинар сум ги работела, а кои на граѓаните им се представуваат во сосем друга светлина. Министерот Тодоров и оваа влада се должни пред граѓаните да одговорат, да објаснат во што е работата, што направиле и како се трошат парите на граѓаните наменети за инвестиции и за реформи во здравството. Благодарам. Благодарам, Менче. Точно заради овие работи една релевантна институција направи една анкета во Република Македонија и замислите. На таа анкета Република Македонија се наоѓа на последно место во Европа, а го мереа само задоволството на граѓаните од добиените здравствени услуги и на докторите и медицинскиот персонал од условите за работа и платите. На последно место сме. Значи, ниту граѓаните се задоволни од услугите, ниту докторите и медицинскиот персонал се задоволни од условите за работа и од платите. А грдни милиони се трошат за некои проекти само навидум изнесени за дневно политички поени, кои потоа ќе ги снема, грдни пари се трошат за тоа, меѓутоа за жал немаме евиденција, меѓутоа се надевам дека сите ние присутни еден ден ќе стигнеме до тие книги и ќе му пресудиме на тие што ги крадеа парите од граѓаните наменети за одржување на нивното здравје. Сега би сакал мојот почитуван колега Дејан Ставрич да каже неколку зборови, негови видувања на состојбите во здравството и што се претрпе како лидер на тој, за мене мислам дека еден од највозвишените штрајкови што се одржа во Република Македонија во изминатите 25 години. Повели Дејан. Благодарам, поздрав на сите. Вие ги додирнате скоро сите тачки болни во здравството денеска во Македонија, скоро сите, и би можеле со денови да зборуваме за детали околу тоа. Сепак мислам дека она што владата или Министерството за здравство милува да го означи како реформа, што ние генерално го викаме квази реформа, мислам дека не е ни квази реформа, туку се антиреформи. Со сите своји проекти, Министерството за здравство го уназади јавното и воопшто здравството во Република Македонија и мислам дека е добро што сме на последно место во Европа, затоа што фактичката ситуација по квалитетот на здравствените услуги денеска не сместува негде во афричкиот континент. Долго мислевме дека тоа се должи на незнаење, на неинформираност, на ступидност на раководните структури, вклучително министерот. Меѓутоа, кога ќе се погледнат цифрите, бројките, парите кои недостасуваат од секторот здравство, јасно ни е дека
сета ова дегенерација на здравствениот систем пред се на штета на пациентите, а секундарно на штета и на здравствените работници на системот воопшто, не е воопшто случајна и наивна, туку дека се работи за кражба тешка стотици милиони евра во може и на годишно ниво. Она постојана кампања на Министерството за здравство со производство на реклами. Имаме неофицијални податоци дека до сега преку 25 милиона евра се утрошени на производство на овие реклами, а уште кој знае колку на емитување на истите. Тоа се пари што го покриваат трошокот и за новиот клинички центар или за многу реални реновирања на многу запустени здравствени институции во Република Македонија. Проектот Плаќање по учинок, проектот Мој термин, освен тоа што се незаконски и во колизија со многу закони, како например во проектот Мој термин се ускратува основното право на пациентот дефинирано по закон за избор на лекар. Пациентот кај нас нема право на избор на лекар. Тој се упатува таму каде што системот го носи. Многу често тој систем знае и да го занесе пациентот, поготово ако доаѓа од внатрешност, а има потреба од здравствена услуга во терцијарна здравствена заштита, знае да го занесе пациентот, знае и може и да се влоши како состојба, неговото заболување да прејде во некој степен потежок за лекување или невозможен за лекување, па дури е можно и да почине пациентот по тој долг, трнлив пат до она што му треба. Со проектот Плаќање по учинок се вративме во најцрните години на комунизмот. Проектот Плаќање по учинок де факто е една уравниловка која ги наградува партиски добрите лекари и персонал, односно лојалните. Не го наградува квалитетот, го стимулира квантитетот. Во нашата дејност, стимулацијата на квантитетот може да значи само едно: недоволно посветување на пациентот, продукција на несакани лекарски грешки или грешки во процедура кои пак на крај ги плаќа пациентот со своето здравје или живот. Понатаму, значи, ние во штрајкот едно од основните барања до Министерството беше да основен параметар биде во тој проект контрола на квалитетот на здравствената услуга која се пружа. За жал, не се постигна таа цел и денеска имаме страшни последици од само тој проект. Последниот најавен проект на Министерството за здравство е навреда за интелигенцијата на сите граѓани. Проектот за едукација на населението како да користи терапија, како да пие аспирин, не е воопшто наивен. Тежи пола милион евра. Понатаму, мислам дека сме дојдени во степен кога и тоа што Менче го кажа, лекарите масовно го напуштаат и јавното здравство и Македонија. Тоа не е без основ. Ставени се во ситуација да работат во невозможни услови, најчесто по штета на својата професионалност, но пред се на штета на пациентите. Имаме случаи и на специјализанти кои многу тешко дошле до специјализацијата и некаде на почетокот, во средината, на крајот на специјализацијата ја прекинуваат и заминуваат од земјата, ако имаат можност за тоа. Мислам дека е крајно време да се запре ова лудило и ова мегаломанска материјална штета што се случи во здравството и дека треба да се размислува понатаму за сериозни реформи во смисол на спас на здравствениот систем. Бројките кои ги кажа доктор Чакаровски во смисол на тоа дека сме болна нација, дека имаме рекорден број на болнички лекувани пациенти, на амбулантни прегледи, се слагам. Дури имаме и неофицијални податоци дека многу од хроничните и малигни болести денеска во овие години се јавуваат многу порано отколку пред 20-30 години. Значи имаме
многу случаи на млади луѓе со инфаркти, со кардиоваскуларни заболувања, со разноразни карциноми кои се јавуваат многу порано отколку порано. Но мислам дека не можеме одговорноста за ова да ја припишеме само на Министерството за здравство. Тука мораме да ја имаме во вид целокупната влада која во Македонија произведе беда и глад и сиромаштија, од каде што генерално произлегуваат и болестите кои ние ги лекуваме. Друго мислам дека не би имал што да кажем, тоа е тоа генерално. Благодарам, доктор Ставрич. Ќе се надополнам на тоа. Македонија земја која во последните години наталитетот е толку намален што поедини краеви одамна не виделе бебе, ниту слушнале бебешки плач. Таа бела чума се случува во здравството со лекарите. Од лично искуство ќе ви кажам. Пример ќе земам. Кичево нема офталмолози, нема анестезиолози, доволно нема гинеколози. Па од Прилеп Битола се шетаме таму. Прилеп нема гинеколози, Битола нема анестезиолози, Охрид нема патолози и рентгенолози и нема град во Република Македонија во кој некоја специјалност ја има во доволен број. Згора на тоа, ние докторите кои работиме во јавното здравство, са ова не е за фалба, сите сме возрастни. Сите сме над 55 години скоро. Во наредните 5 до 10 години Македонија ќе остане без доктори, нема специјализации. За последните 10 години само Битолската болница изгуби 100 доктори. Од 212 сега сме 107. Замислите што се случува и во другите градови. Ние треба да збораме само заедно. Во здравството треба само една реформа. Било која влада да дојди во наредниот период, потребно е една реформа. На врвот на приоритетите да го стави здравството. И не треба повеќе. Политичка одлука треба да се донеси дека здравствениот систем во Република Македонија еднаш за секогаш треба да почне да се решава. Не дека ќе го решиме за година, две. Тоа е процес долг. Меѓутоа се надевам дека понатаму ќе разговараме и за тоа. Сега дозволете ми да му дадам збор на доктор Менде Диневски. Сигурно знаете неговите и на телевизија дуели со министерот околу носење на некои законски решења. Па повели, Менде. Благодарам, докторе. Во изминатите 9 години состојбите во македонското здравство се повеќе од загрижувачки. Последните официјални податоци кои се достапни до граѓаните на Република Македонија од месец февруари 2015 година покажуваат дека долгот на јавните здравствени установи во Република Македонија е приближно 54 милиони евра, а обврските на јавните здравствени установи се приближно 77 милиони евра. Можам да замислам колкав е долгот сега на крајот од месец мај. Во Република Македонија вкупните трошоци за здравствена заштита во долари по глава на жител, на пример за 2012 година, се на најниско ниво од 835 долари во споредба со земјите од поранешна Југославија. Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија како процент од буџетот на Република Македонија и буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија како процент од бруто домашниот производ во 2014 година е најнизок во последните 8 години, и тоа 12,89% и 4,28% од бруто домашниот производ. Колегите спомнаа дека секој министер со своето доаѓање промовира своја собствена реформа. Од многуте бомбастично најавувани реформи во изминатиот период, за кои се потрошија огромни финансиски средства, денес имаме само јавно признаени порази. Ке ве подсетам на неколку од нив. Например, растурањето на поранешниот клинички центар и формирањето на 30
околу 30 клиники во Скопје со 30 директори, 30 управни одбори, не го подобри здравството во Република Македонија. Или се сеќавате на една реформа која направија кога купија камери ги поставија во сите јавни здравствени установи. Денес ги нема. Или стојат само така, а беа за цел да ги снимаат, предпоставувам, пациентите. Или се сеќавате на еден проект кога ги учеа докторите како треба да се облекуваат, или кога воведуваа водачи во здравствените установи. Сакам да посочам дел од програмите и подпрограмите во буџетите кои во изминатиот период се носени во Република Македонија, со министерот за здравство или со министрите за здравство на Република Македонија во континуитет сме дебатирали, сме се убедувале или сме пробувале да ги убедиме дека многу повеќе пари во здравството треба да се вложат отколку тие што ги предвидува владата на ВМРО-ДПМНЕ. Проектот со електронската здравствена картичка се спомна. Јас тука ќе го споменам проектот ИЗИС, кој со одлука во 2012 година се прекина, се потрошија пари, отчет никој не даде. Или ќе го споменам, да речеме, проектот каде што голем дел од финансиските средства, например, за реконструкција и доградба на објекти на јавните здравствени установи се предвидуваат, но да ве подсетам, најголемот дел од нив се предвидуваат од заеми, а многу малку од основниот буџет. Ќе дадам два примери. Во 2010 година од заеми во оваа програма биле предвидени околу 153 милиони денари, а од основниот буџет само 44 милиони денари. Или пак во 2012 година од заеми биле предвидени околу 400 милиони денари, а од основниот буџет само 81 милион денар. Ништо поразлична не е програмата за изградба на нов клинички центар во Скопје и во Штип, за кој слушнавме дека нема никакви активности градежни, каде што од заеми се предвидени околу 205 милиони денари, а од основниот буџет се предвидени само 70 милиони денари. Но да ве подсетам, за Скопје 2014 за изградба на лавови, на златни коњи, на фасади, на барок, се трошени парите на граѓаните на Република Македонија, а за реконструкција, доградба и изградба на јавните здравствени установи во Република Македонија се земаат заеми и кредити кои на крајот сите ние, граѓаните, треба да ги враќаме. Ќе се задржам на уште два примери кои ја даваат или ја покажуваат посветеноста и приоритетите на оваа влада кон здравството во Република Македонија. Знаете сите дека кардиоваскуларните заболувања се на врвот на причинителите на смртност на населението во Република Македонија многу години наназад. Програмата за прв пат е предвидена во буџетот во 2013 година со исклучително мали финансиски средства, околу 10 милиони денари, што представува само 1,8%, ќе повторам, 1,8% од вкупните финансиски средства што се предвидени за програмата здравствена заштита за превенција. А реализацијата на тие финансиски средства на крајот од 2013 е уште помала, е 1,4% или отприлика околу 6,5 милиони денари. Ништо не е поголема сумата од програмата рано детектирање на малигни заболувања, каде што се предвидени околу 4,5%, а со завршната сметка се реализирани вкупно 3,8%. И сад ќе се задржам само сосема на крај и многу кратко за омилената тема на ВМРО-ДПМНЕ, а за тоа дека тие многу вложуваат, многу градат, а сите пред нив се задолжували и оставале долгови. Еве ги податоците. Како што кажав на почетокот, февруари 2015 година, обврски околу 77 милиони денари кои во континуитет растат и долгови околу 54 милиони денари. Ако се направи споредба помеѓу анализата на реализираните средства
на буџетот на фондот и буџетите на јавните здравствени установи за периодот јануари-декември 2006 година, со извештајот за реализација на средствата од буџетот на фондот и буџетите на јавните здравствени установи за февруари 2015 година, може да се заклучи или може да се види дека обврските и долговите во февруари 2015 година се скоро за 1 милиарда денари поголеми во февруари од тие во 2006 година. Таа е реформата што ја направи ВМРО ДПМН во изминатиот период. И уште еден податок кој го споменав на почетокот, а тоа е досега во изминатите 8 години процентот на буџетот на фондот за здравствено осигурување на Македонија и процентот од бруто домашниот производ е најнизок на издвојување на финансиски средства во последните 8 години. И сега тука можеме да поставиме многу прашања. Дали со овие или со вака издвоените и планирани предвидени финансиски средства, ние во Македонија реално можеме да имаме одржлив здравствен систем? Дали граѓаните на Република Македонија ќе добиваат навремени здравствени услуги? Дали за граѓаните на Република Македонија е поважно нивното здравје или е поважен проектот Скопје 2014 кој го предвидуваше и го реализираше ВМРО ДПМН? Дали со ваквата политика кон здравствените работници Македонија реално веќе се соочува со недостаток на здравствен кадар? Но одговорот на овие прашања ги знаеме сите. Ама решението е едно, почетокот е еден, а тоа е оставка на владата на Никола Груевски час поскоро и враќање на здравството на приоритетите во Република Македонија. Благодарам. Благодарам, Менде. Пред да му дам збор на доктор Лазаревич, само јас едно ќе кажам. Никола, како не ти беше срам да купуваш Мерцедес од 600.000 евра, а имаме случаи како малата Тамара. Имаме граѓани на Република Македонија со ретки болести кои треба да употребуваат скапи лекови. Срам да ти е. Доктор Лазаревич повели малку за на крај го оставив, нема да ми се налути, меѓутоа мислам дека е човекот што е најмногу информиран од оваа област. Пред да му дадам збор, само една работа ќе кажам. Посвето од здравјето на луѓето не постои. Пак ќе апелирам. Сите ние тука денес, кои се чувствуваме здрави, утре ќе бидеме потенцијални пациенти. Дајте, додека сме здрави, да работиме на нешто, на некој почеток, што на идните генерации ќе му овозможиме еден организиран, финансиски одржлив здравствен систем за кој ќе не спомнуваат идните генерации. Повели доктор Лазаревич. Да, благодарам. Со колегиве многу добро се знаеме и во различни прилики на различни позиции сме биле. Меѓутоа сега очигледно дискутираме на една иста позиција, тоа е нели што денеска се случува во здравствениот систем и што би требало да направи некоја следна влада од имајќи во предвид денешната ситуација. Така да јас би сакал денеска да се освртам на неколку елементи кои што мислам дека треба да бидат важни да се земат во предвид за наредниот министер за здравство и за наредната влада. А тоа е прво, ќе зборам за односот популизам и политизација на здравствениот систем и што тоа значи. Сакам нешто да спомнам за односот лекари и пациенти и што тоа значи. И на крај сакам да зборам малце за ефикасноста и за достапот до терапии, нови терапии или лекувања во странство, работи кои што се многу актуелни. Значи прво сакам да кажам дека здравството е исклучително комплексно и како да го земете, ние и денеска и порано сме се наоѓале често пати во тешка ситуација која треба да образложуваме што е тоа што е потребно да се направи. Заради тоа што едноставни решенија нема. Меѓутоа, она што се случи во изминативе години и на кој што сум бил ја нели учесник во еден период во првите 2 години, е дека
нели успеавме да го донесеме здравството во еден врвен вид на популизам, во кој што популаризираме работи кои што во реалноста не даваат вистински резултати, меѓутоа им се продаваат на граѓаните дека всушност даваат резултати. И вие во една таква позиција, кога имате нели моќ на контрола на медиуми, за однос на тоа што всушност се прави во здравствениот систем, успевате да преку таа кампања, еве да речеме конкретниот пример за кампањава сега што е нова за лековите, главната цел на таа кампања е да прикаже во јавноста дека нешто се прави, а во праксата вие немате како да ги измерите резултатите на тоа што се прави. И од една страна, ако сте политичар, ќе кажете, па еве ние правиме, нели, ги едуцираме луѓето за како треба да пијат лекови, односно како треба да се рационализира употребата на лекови, а во делот на какво тие индикатори ќе ги измерите, например колку се зголемил животниот век или колку се намалила доенечката смртност или како сте успеале да го подобрите квалитетот на животот, вие не можете да прикажете резултати. И еден политичар денеска во Македонија воопшто не ќе да располага со реални статистички податоци, затоа што во статистичките податоци вие можете да измерите резултати. Тоа денеска го нема. Што значи политизацијата во здравството, и сакам да предупредам на можноста од идна политизација во здравството. Политизацијата значи дека ние денеска во здравствениот систем де факто сме сведоци дека речиси сите здравствени установи, не речиси сите здравствени установи, јавни здравствени установи или да речеме тие овака ако ги ставам во категорија на државни, иако за мене јавно во здравство го гледам и во системот приватен кој што е склоп интегриран во делот на фондов за здравство, односно на граѓаните не плаќаат тамо пари, меѓутоа овие јавни здравствени установи каде што се назначуваат директори, тие се сите назначени по политичка линија. Кога имате директор кој што е назначен, еве да речеме директор во Битола на пример, кога имате директор кој што е назначен по политичка линија, вие автоматски немате можност вистински да тој директор да направи некаква реформа или промена во системот или во болницата или во поликлиниката која што ја води, заради тоа што таа промена за дозвола бара од министерот дозвола, односно од политиката бара дозвола. И една од реформите кои што јас многу сакав да ја направам и не знам, можеби некогаш ќе може да се направи од нека друга влада е како да им даеме поголема автономија на болниците да одлучуваат за работите кои што се од нивно значење или на поликлиниките кои што се од нивно значење. Например, болницата од Битола. Таа треба да биде во позиција или менаџерскиот тим на таа болница да одлучи вистински, нели, каков персонал е потребен, какви услуги ќе им дава на своето население, кои луѓе треба да работат тамо, кои позиции да ги имаат. Тоа денеска не се случува како резултат на таа политизација. И како резултат нели на популизмот, тоа е практично комбинација од едни две меѓусебно поврзани работи. Јас сакам да го кажам ова дека нели ја искрено стварно не знам како ќе се трансформираат здравството и како да речам една и за мене вистинска мистерија ќе биде било кој нареден министер што ќе дојде, што се треба да направи за да ја врати довербата кај граѓаните за тоа дека здравствениот систем вистински ќе се реформира согласно потребите и согласно нивните очекувања. И сега ќе влезам на вториот дел што ви го кажав, а тоа е односот лекари-пациенти. Овој популизам кој што да речеме, значи стварно доби една драстична мерка во изминатите години, нели мерка која што се вика секојдневни пресконференции. Или имате секојдневни пресконференции за најразноразни реформи. И сега ако вие сакате да направите анализа на реформите во здравствениот систем, тоа стварно е вака една невозможна мисија. Затоа што вие треба да ги следите пресконференциите и да пробате да ги поврзете пресконференциите со тоа што се случува во пракса. Тоа не е воопшто лесно и ќе биде тешко за било кој. Меѓутоа, една од клучните мерки која што се спроведе, и мислам дека Дејан Ставрич е сведок на таа мерка, а тоа е еден неверојатен антагонизам кој што се створи и раздор помеѓу пациентите и лекарите. Зошто се направи тоа? Тоа се направи повтор од една популистичка мерка со цел да ги охрабрите пациентите дека лекарите се негативци. И нели дека едноставно они може да бараат од лекарите работи кои што, како да речам, не дека не треба пациентов да ги бара, меѓутоа треба сепак да има доверба во тоа какво е мислењето на лекарот, нели, што тој лекар може да каже за конкретната ситуација. Ние денеска се најдовме во позиција да лекарите на сите нивоа во здравствениот систем, дали е тоа примарно, дали е тоа секундарно, дали е тоа терцијарно, се во една, како да речам, подредена положба и се практично цело време уплашени дека некој нешто бара од нив
и дека тој некој нели може да заврши во затвор, како што некој од лекарите завршија де факто во затвор не по нивна кривица или не по нивна грешка. Тој однос на нарушување на односот и на довербата помеѓу лекарите и пациентите мора да се надмине во наредниот период. А тоа ќе се надмине само ако се намали популизмот кој што владее денеска во здравствениот систем. Третиот дел што сакам да го зборам е ефикасноста. Ние често збориме дека нели во Македонија има ограничени ресурси, дека нема доволно пари во здравствениот систем. И де факто, ако се споредиме со било која друга земја, ние немаме доволно пари. Меѓутоа, да, многу пари се трошат во делови во здравството во каде што може поефикасно да се трошат парите, односно каде што може да се заштеди. За да некаде се заштеди, требате да овозможите на квалитетот на лекување пред се. Ние да речеме во делот ќе спомнам само примери за лековите. Значи, ние нови препарати, лекови, достап до современа терапија, практично веќе и да не знаеме што е. Тоа е посебно во делот на карцерогените болни. Значи, ако треба да споредите кои се последните препарати кои што се користат во Западна Европа и кои се последните препарати кои што се регистрирани во Македонија, ќе видите дека има една огромна разлика и дека ние не поседуваме никакви податоци кои што може да ни кажат реално како истражувачи, нели? Не зборам ја како политичар, него како човек кој што се интересира и сака да истражува кој е ефектот од одреден резултат, нели, од одредена политика. И сега да речеме, ако сакате вие да ја следите стапката на преживување кај одредена група на болни од некаков карцином, во однос на терапијата која што ја земаат тие пациенти и ја споредите таа стапка на преживување со било која друга западна земја, ќе видите дека нашите пациенти умират многу побрзо. И квалитетот на нивниот живот е многу полош. И тоа е еден од главните недостатоци денеска кој што ние мораме да го истражиме повеќе, а за да го истражиме повеќе ние треба да имаме достап до повеќе податоци, или треба да имаме достап до тоа што всушност се случува. Во однос на тоа, иста е ситуацијата и со лекувањето во странство или лекувањата на луѓето кои што имаат потреба, дали се тоа деца или се возрастни луѓе, тоа е повторно истата проблематика. Што е тука проблемот? Проблемот е дека денес, како сте во позиција на директор на фонд и вие дојдете во барање, како што беше да речеме барањето за покојната Тамара, меѓутоа имаше и други такви многу барања. Ако денеска одобрите лекување на едно дете кое што се наоѓа во таква ситуација, вие треба да одобрите лекување на било кое друго дете или на било кој друг родител кој што ќе се најде во идентична ситуација како што се најде семејството на Тамара. Не значи дека тоа не треба да се направи, меѓутоа кога ја носите таа одлука или кога некој сака да влие врз носењето на одредена одлука, треба да знае дека таквата одлука за да биде фер кон сите граѓани, треба да биде консеквентна. Значи не можеме ние на едно дете да му даеме, на друго да не му даеме. И сега тука доаѓа споредбата со тоа во економијата се вика opportunity cost. Нели, дали на нас ни е поважно да градиме, нели, вакви зданија како што е ова позади или споменици кои што нели ги имаме веќе насекаде, или едноставно сакаме да кажеме, видете, ние треба да обезбедиме толку и толку пари кои што се наменети за тема лекување на деца, на возрастни, на таква категорија на групи. По мене тоа ќе биде еден од клучните предизвици за било кој друг министер, од било која друга влада да дојде, затоа што ќе се соочи со идентичните барања од граѓаните и ќе треба да најде решение. Решението ќе биде диалог и начин како ние да утврдиме како држава што ни е поважно. Што ни е вистински поважно и каде сакаме да дадеме приоритет на некои работи. Тоа недостасува, диалог со властите недостасува, диалог во контекст на тоа што вистински им недостасува на лекарите кои што де факто се незадоволни и заминуваат, што е тоа што пациентите од друга страна го бараат и или им се остварува или не им се остварува. Меѓутоа, главната порака која што сакам да ја кажам дека додека ние не се откажеме од популистичките мерки во здравството, секоја гарнитура на министер, на директор на фонд ќе се соочува со помали поголеми проблеми, меѓутоа решенија тешко ќе наоѓа. А решенијата во здравството се болни и се мерат во човечки животи. Значи, главната порака е како да успееме да се договориме што ни е поважно. И тука стварно може да се направи споредба со тоа дали ни се поважни споменици или ни се поважни да инвестираме пари за нешто што вистински сметаме дека ќе спаси некој човечки живот. Ви благодарам на сите. Благодарам доктор Лазарович. На крај би сакал да ви се заблагодарам
пред тоа да кажам уште неколку зборови. Мислам дека било кој ја идна влада ќе ги има овие забелешки наум, бидејќи се сложувам со доктор Лазаровиќ дека страшно нешто е популизмот и политиката во здравството. Здравјето не признава ни партија, ни идеологија, здравјето треба да се негува, а докторите, односно државата, е должна да му обезбеди на граѓаните основни услови. Пред да заврши ова дебата, ве повикувам, ако имате некои прашања, повелете. Јас немам прашања, меѓутоа би сакал да додадам кратко неколку работи во врска со дискусијата. Прво би го цитирал еден човек кој што во тоа време беше доблесен, се вика, верували или не, Ивица Ботевски. Доблесниот Ивица на времето рече: давам оставка зашто не вице-премиер за евроинтеграција, ние немаме премиер за евроинтеграција. Јас ќе парафразирам вака: ние немаме премиер за здравство, а не министер. Министерот прави утки, секој министер ги прави тие утки, меѓутоа верувајте, премиерот пробува да го микроменаџира здравството. Еден од примерите кој што ќе го дадам е DRG системот. DRG системот е за Diagnostic Related Group, замислен беше како систем кој што ќе го подобри плаќањето во здравството целокупно во Македонија, во фондот, во основа на диагнози каде што ќе нема непродуктивни плаќања. Меѓутоа ќе ви дадам само пример. Беше земено како добра реформа од Словенија, од Хрватска, од Австралија. Во Австралија и во Словенија беше примените скоро при крај, а во Хрватска беше во некоја 5-6 година од остварувањето. Абсурдот ке нас беше што премиерот, ми се чини така нешто беше, во март кажа, во октомври сакам да биде готов. А почнува системот во март да се работи. Откако неколку стручњаци му објаснија дека не може, тоа не беше битно. Така да во моментов имаме на хартија некој DRG систем кој што не постои. Сега ќе ви кажам за парите. Со тоа што го намали популистички на 6,9 придонесот или на 7,2, не знам колку е во моментов, кажа премиерот дека не треба да граѓаните да плаќаат здравствен придонес, бидејќи ќе имало економски бум во државата, странски инвестиции, многу вработувања и од буџетот ќе се финансирало здравството. Па ја ќе ви кажам дека во моментов 48-49% од парите кои што идат во здравството преку фондот се финансираат од придонесите, од платите на граѓаните, а другото треба да иде буџетски, меѓутоа секоја година стига до 85-90% и фалат пари во здравството. Само малку. Следно нешто да ви кажам, што кажа докторот за антагонизам меѓу пациенти и доктори, тоа е луѓе намерно направено. Ќе ви кажам како намерно, сведок бев на еден муабет, каде што беше кажано дека доста докторите биле главни и доста пациентите се осеќале обесправени, без никакви параметри или статистика дека такво нешто се случува, и дека сега ќе се направи систем каде што пациентот ќе се чувствува дека е многу поглавен од докторот, за тоа што, цитирам, пациентите се огромен број гласачи, а докторите се неколку илјади, од кои што и така партиски ќе фатиме неколку. Понатаму, што кажа Менде, 30 нови директори. Првен 32 клиники се Менде, не се 30, него 64 директори. Го направија тој систем на двојни директори, а фактичката ситуација моментално кажува дека во секоја клиника, иако се соврзан подпис, политички се знае кој е главен директор, а кој е таму само како партиски војник за да прима плата. И последно ќе го кажам, кога е Менче веќе тука, 2009 и 2010 кога бев во фондот, имавме критичка јавност. Значи имавме новинари во многу медиуми, не зборам само да ги подлам на владени опозициони, дури и од Сител и од Канал 5 во тие моменти имавме критички медиуми. Во моментов тоа е едно од големите катастрофи, па и во здравството, што владата толку ја поклопи таа медиумска слобода, што ние немаме критички медиум, посебно од традиционалните телевизиски медиуми, кои што ќе алармираат за ситуации како што е смртта на малата Тамара, која што ако на време се алармираше повеќе, мислам дека ќе се направеше нешто, и други ситуации. Ви благодарам. Благодарам.
Јас сум доктор Шахпаска, специјалист интернист во Здравствен дом Пехчево, а во моментот сум актуелен пратеник во Бојкот. Јас би сакала да ви го доловам здравствениот систем од призмата на еден лекар од специјалистичко консултативна заштита кој доаѓа од примарното здравство. Пред себе сакала да зборувам за системот мој термин. Нас како доктори не претворија во фабрички работници кои што треба да постигнат норма и да сошијат одреден број на кошули. Мојот термин е 15 минути за еден пациент. Значи во работното време 7 часа треба да прегледам 28 пациенти, а тоа е пред се возрастна популација и колегите, гледам тука има доста доктори, знаат дека возрастните не може да ги соблечите, не можете да измерите притисок, да преслушате, да направите електрокардиограм, а да не зборувам за диагностички методи од типот на ехо, на абдомен, пред се па на ехокардиографија. Како интернист од внатрешноста ми купи, актуелниот министер ми купи, наменски беше купен апаратот ехокардиограф затоа што имав едукација и сега со терминот од 15 минути ќе се сложите дека јас не можам ни пола преглед да завршам, а не да му напишам терапија. Значи, со овој систем не може да се практицира медицина базирана на докази. Од друга страна, пратејќи ги новите законски решенија што ги предлага актуелната власт и парламентот кој само изгласува без да размислува, за жал во тој парламент има многу колеги доктори кои не се борат за своите работни места и правата кои треба да ги имат на своите места, значи се изгласуваат нови законски решенија според кој ако како доктор закасните, го пробиете 15 минутниот термин кога пациентот треба да влезе во ординација, треба писмен извештај на раководителот, односно менаџерот на здравствената установа, зошто сте задоцниле. Во спротивно, ви следува санкција. Значи, министерот и актуелната власт го ставаат пациентот пред се во центарот на овие реформи. И секогаш се повикуваат на медицината базирана со докази. Не можете вие да правите evidence-based medicine со ефтини лекови. Не можете да правите медицина базирана на докази со ефтини репроматеријали од Авганистан, Пакистан и не знам каде. Кога една ортопедска плочка која се става при фрактура на колк ќе пукни, така да личниот пример на мојот родител, имавме 3 реоперации за на крајот да завршиме со тотална протеза. За такво ли здравство зборува министерот за здравство во кое е посветено на пациентите? Понатаму зборуваат постојано, особено претходната директорка на Фондот за здравство, дека се многу ефтини лековите. Се проширува листата на позитивни лекови кои се достапни на пациентите. Да, меѓутоа тоа се на ефтините лекови кои онака секој може да си ги дозволи и чинат од 20 до 50 денари. Што се случува со скапите лекови кои се користат на клиниката за хематологија, на клиниката за онкологија? Вие знаете ли колку човечки животи завршиле заради недостаток на лекови? Затоа што просечната плата во Република Македонија околу 20.000 денари, а месечна терапија на пациент од онкологија чини до 24.000. Како тие луѓе да си дозволат да примаат терапија кога треба да им го земат лебот на сопствените деца? Тоа ли е медицината базирана на докази? Кога се вработив пред 25 години како општ лекар во брза помош, ние бевме горди како држава со нискиот процент на доенечка смртност. Изгубена е довербата во системот за вакцинации. Секој дневно се водат популистички реклами на телевизија кои коштаат тешки милиони, како што кажаа колегите, меѓутоа кај луѓето постои недоверба према системот кој што ги организира вакцинациите. Зошто? Затоа што се срушени сите критериуми за набавка на квалитетен материјал за спроведување на истите. Многу пишува вака на брзина нешто што се сетив, меѓутоа да не зборуваме за хигиенските услови во болниците, затоа што нема ни постелини, ни чаршаф и хигиената е на најниско ниво. Колку што имам сознанија, тендерот за 2015 година се уште не поминал, а ние веќе влеговме 1 јуни. Како ли кубурат тие доктори кои што работат? Како ли се снаоѓаат пациентите? Имам сознание дека купуваат дури и сетови за лапароскопски интервенции. Замислете кој парадокс да си купи материјал за да може да му биде изведен оперативен зафат. Се сеќавате ни се случи инсулинската криза,
точно заради тоа дека треба да поминат ефтини лекови, ефтини инсулини, или постоеше судир на интерес кој ќе го добие тендерот за набавка на инсулини, како што знаете, родители на новинари и така натаму. Такво здравство има во Република Македонија. И на крајот, како лекар, најпоразителниот факт. Го срушија дигнитетот на лекарската професија. Не свртија едни против други. Не можам да го замислам фактот да председателот на синдикатот, тука поранешен, присутниот доктор Ставрич, беше на едната страна со колеги, а од другата страна други колеги кои беа контраштрajкувачи, штрajkбрекери. Во Македонија ние имаме контрапротести на се. Меѓутоа е неразумно вие да имате контрапротести кога целта е зголемување на личниот доход и интерес кој е заеднички за сите. Вака не се прави здравство. Убаво рекоа колегите дека реформите во здравствениот систем не треба да завршуваат со доаѓањето на секоја влада и секој министер да почнува од нула. Треба да имаме одржлива стратегија за развој на здравството, да има континуитет и секој следен министер да не води популистички и политикански мерки, туку да ја продолжи започнатата реформа. Меѓутоа, ќе се согласите со мене, првата и најважна реформа што треба да се направи во здравството е министерот Тодоров, Груевски и целата влада да си заминат. Благодарам. Благодарам. Вистина е ова што го кажа колешката, меѓутоа јас ќе се надоврзам на последните зборови на доктор Лазаревич. Реформирање на вакво руинирано здравство е невозможна мисија за многу. Меѓутоа јас се надевам дека во Македонија има доволно стручен, пред се медицински и менаџерски кадар, а заеднички сите, кога ќе оттргнеме политиката, партиите од здравството и кој ќе му возможиме на тие стручни медицински лица, менаџери во здравствениот сектор, да направат една национална здравствена стратегија за идните 15 години, јас мислам дека тоа ќе биде почетокот на реновирањето на ова руинирано здравство. Без таков поглед, без транспарентност во работата, без вклучување на сите сегменти во општеството, навистина реформите во здравството на било која влада ќе му бидат невозможна мисија. Јас ви благодарам на вниманието, му благодарам на моите гости, се надевам дека во следна прилика ќе разговараме за почеток на реформи, за формирање на тимови кои ќе почнат да работат на спроведување на тие вистински реформи и да дај Господ никогаш повеќе да не ни се повторат вака несакани ефекти во здравствениот систем. Господа ви дај здравје на сите. Благодарам.